Од секогаш луѓето слонувале за подобар живот. Многу неправди се направени во име на правдата. Многу робства се воспоставени во име на слободата. Такви се приказните за еднаквост и слобода. На почетокот имаат призвук на бајка, потем се претвораат во сурова стварност. Историјата е полна со ништа претворени во кошмари. Приказната за женските права на општествена еднаквост со правата на мажите е една од тие тажни приказни. Трае долго, крајот е неизвесен. Не само од Копенхаген 1910 година и не само до Скопје 2023. На почетокот таа имаше призвук на голема идеја која ќе го промени светот на подобро. Кон крајот на 20 век таа приказна се подкрепи академски и научно со феминистичките студии. Но овие студии за кратко време се трансформираа во родови студии, кои понудија нова приказна, маргинализирајќи го биолошкиот идентитет на жената и на мажот. Родовите студии предизвикаа пресврт во феминистичката парадигма втемелена врз бинарната опозиција жена и маж. Родовата приказна ги размеша основните концепти на антропологијата со незината политички заснована теза за идентитетот како општествен и политички конструкт, како вештачка конвенција заснована врз психоментални и социјални перцепции. Джендер идентитетот е произволен или како што велиме ние и арбитрарен. Родовата парадигма, овде ќе подсетам дека е несоодветен македонскиот превод на термините джендер со родов идентитет, нешто спомна Дедо Стефан за тоа. Имено кога на македонски ќе прашате од кој род некој потекнува или што е некој по род, тогаш мислите на етничката и семејната припадност, на генезата на некој човек, а не на неговите произволни идентитетски проекции. По родовите студии следи приказната на трансродовите идентитети, поврзани со соодветни политики на образованието, законодавството, културата и науката. Клопчето на таа трансджендер дистопија, кој се одмотува од 1970 година, кога е измислен терминот трансродност, од 2014 година, кога е усвоена Истанбулската конвенција, ги покажува противречностите на трансродовата слика на светот. Во меѓувреме, симпатичната бајка за равноправност на жените се трансформираше и жанровски и стилски. И овој пат аргументацијата за најновиот предлог закон се повикува на правата на жените, но суштински законот е фокусиран на правата на трансродовите индивидуи. Време е, драги сограѓани, да се демистифицираат нелогичностите на трансродната приказна, затоа што оваа приказна во приказна не е наивна. Таа создава конфузија меѓу поимите пол и род, меѓу транссексуална и трансродова ориентација. И во самиот закон за родова еднаквост се мешаат категориите пол и род, поради што законот во принцип не може да биде конзистентен и одржлив. Супер. Трансродната концепција поттикнува загрижувачка флуидност или променливост на идентитетот. Таа создава хиерархија на идентитетите, давајќи предност на трансродниот идентитет. Таа ги загрозува правата на жената, за кои се бореа храбрите генерации на Клара Цеткин и Роза Луксембург. Конечно, судејќи според актуелната реторика на социјалните мрежи, таа е исклучива, конфликтна и се служи со говор на омраза. Секоја критичка промисла за трансродноста се чита тенденциозно како оспорување на слободата на сексуалната експресија. Трансродната приказна ги релативизира идентитетите до тој степен што ги укинува. Таа создава сомнителни урбани митови. Таа ги злоупотребува личниот идентитет и правото на приватност на децата и на младите.
Зошто треба да се парадира со интимата? Зошто треба да се дотура сол на раната на семејствата во кои што се одвива драмата на промената на полот? Децата денес уште не научилени да се изразуваат како индивидуи, без изградена самосвест, веќе се предмет на едукативно моделирање на умот. Тие не се свесни за замките од промената на биолошкиот пол. Тие стануваат жртви на конфликтот меѓу транзицијата на полот и родовите идентитети. Веќе се чувствуваат последиците од таа дисфорија, од таа деформација. Затоа време е за сериозен диалог, а не за примитивни иконографии. Благородната идеја за отстранување на дискриминацијата на луѓето поради нивниот специфичен еротизам се претвора пред наши очи во портал за влез во така наречен изопачен или квир свет. Неолибералниот наратив на видножитото требаше да ги сензибилизира луѓето за нијансите на идентитетот, со цел да нема дискриминација. За жал, во својата актуелна кулминација се чини дека тој наратив на мала врата воведува нова дискриминација. Од една страна се залага за бесконечна трансродност, а од друга покажува нетрпеливост према хетеросексуалните идентитети. Хуманата приказна за сексуална недискриминација почна да промовира култура на изопаченост, чиј што крај не е на повидок. Нема крај зашто оваа трансродова култура промовира практика на инвазивна, хируршка и социјална транзиција од еден во друг пол. Воведувањето на над 100 варијанти на флуидни идентитети не е слобода, туку илузија за слободата. Со идејата за флуидноста се застапува идентитетскиот дисконтинуум. Ерата на постхуманизмот и на трансхуманизмот е веќе реалност. Квир културата промовира идеологија на двојна, трансродова и транссексуална транзиција, создава опасна нестабилност и ранливост на интимниот идентитет. Личните имиња, матичните книги на родените, родовите заменки, третиот род, неутралниот транссексуален или среден род, граматички род и така натаму, кои, како што знаете, и не постои во сите јазици, иако во македонскиот постои, па не знаат, се чудат како да ги нарекуваат, нели, дали се вие или бидејќи немаат тоа. Така се создава дезориентација во светот на идентитетите, така се предизвикуваат телесни, ментални, психички, семејни и социјални трауми. Се соочуваме со гранични луѓе, со гранично човештво. Светот е преполовен, болката ја чувствуваме сите. Хуманите вредности се заменуваат со стереотипи на лица во перманентна полова и телесна транзиција. Се изопачуваат не само етичките, туку и естетските вредности. Природниот се заменува со артифицијелен ред на нештата, а маргиналните појави стануваат авангардни или во центарот. Последниве години на Западот се промовира култура на позитивна дискриминација по трансродова основа. Се промовира нов извор на неправда. Последниве години научните истражувања финансирани од меѓународните фондови на Западот се условени ултимативно. Или ќе го усвоиш нивниот план за трансродово балансирање или нема да има финансирање на проектот. Исто така, приоритети на повелбата на Европската Унија се трансродовите идентитети и политики за нивна институционална поддршка. Тие приоритети се на пат да станат доминантна европска вредност. Со нив државите аспиранти и членки на ЕУ се насочуваат да донесат соодветни законски регулативи. Впрочем, и самиот предлог закон за родова еднаквост предвидува со член 25 владата да основа секретаријат за родова еднаквост и цела административна мрежа на државно и на локално ниво, како и инспекцијски надзор на спроведувањето и примената на овој закон и другите прописи од областа на родовата еднаквост, проследен со бројни парични глоби и други санкции. Сета оваа конфузија се рефлектира врз јазикот. Јазикот е поглед на свет. Во тек е официјално етаблирање на трансродниот новоговор.
Новоговорот на Орвел од 49-та година е невин по однос на овој денешен трансговор. Трансговорот го детронизира не само реалниот, туку и символичниот поредок на човечката цивилизација, во таа смисла и христијанскиот поредок. Принудните политики се усвојуваат како ново нормално. Додека се менува речникот, се менува сликата на свет, а со неа и самиот свет. Светот повеќе не е слободен. Слободата стана една голема утопија. Сувереноста на индивидуата за која што се залагаа генерациите на модерната и постмодерната е доведена во прашање, загубена, туку речи за секогаш. Трансродовиот дискурс се етаблира и како дискурс на моќ во сферата на уметноста, особено во книжевноста и филмот. Не само што се фокусира врз актуелните медиуми, туку прави ревизија на наследените уметнички дела, романи и филмови, адаптирајќи ги во склад со важечкиот трансхуман политички говор. Недозволиво е за еден автор некој да го ревидира неговиот роман со цел истиот да биде политички коректен по однос на актуелната трансродова констелација. Денес се возможни и тие невозможни мисии. Се ревидираат популарни дела и бестселери, се прави ремейк на ТВ серии и филмови со цел да бидат дискретен маркетинг на новата политичка коректност. Се бришат доказите за постоењето на бруталната дискриминација врз сексуална, социјална, расна и етничка основа. Токму на Западот. Денес визуелниот говор го потиснува природниот јазик. Социјалните мрежи го заменуваат семејството за жал. Лагите го преземаат местото на вистината. Традиционалното семејство е невидливо во новите образовни содржини. Мнозинството е стигматизирано. Човештвото е веќе навлезено во нова информатичка, етичка и постхумана ера. Ако влезот во таа ера се претвори во догма и опиум за народ, тогаш е голема веројатноста општествениот развиток да се доживее како деструктивен и самоубиствен чин. Денес, повеќе од било кога досега, почитувани е неопходен здрав разум во сферата на јавните политики. Денес повеќе од било кога е неопходен релаксиран општествен амбиент, ослободен од ултиматуми, подкрепен со оптимални услови за научно истражување на навидум различните, но комплементарни феномени на артифицијалниот свет, трансродната транзиција и вештачката интелигенција. Човештвото конечно има многу лица. Треба ли, почитувани, да дозволиме да ни се наметне како опција само лицето на трансхуманоста? Одговорот го знаете. Благодарам.